Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Фактурата за доцнењето ово утро испраќаме на Даниела Арсовска, која не направи бесплатен градски превоз, кој ќе го отежне, нели, не, ќе го ослободи движењето низ главниот град кога врне. Во исто време, последниот резултат и е колку, само момент, баш тука имам пред себе, нејзиниот последен резултат е 3516 гласови на ниво на цела Македонија, од кој во изборната единица 1. Добро, и 2 треба да разумеш. Добро, и 2 пола од 2. Во изборната единица 1 има 1645 и во изборната единица 2 има, само секунда, 1100. Значи, еве ќе одземеме 600 затоа што тука и Куманово и овој и оној. Со 2000 гласа немате легитимитет да водите главен град во никој случај. И небитно што сте во право во однос на косењето на тревата во влада, тоа не го менува фактот дека немате никаков легитимитет да го водите главниот град на нашата земја, кој се вика Македонија. Добро. Сега не разбирам што се занимававме со незе, али ајде. Па као да не се занимаваш со незе? Од центар до аеродром потребно е човек да стигне од аеродром до центар, односно потребно да си на 45 минути со автомобил. Зборуваме за километар и пол 2. Тоа е ужас. А кој е одговорен за тоа? Одговорни се градските власти. Илице ќе се прават коалиции. Да. Ти си далеко по-искусен од мене. Ја раскинувам коалиции. Работната задача. Кој ги раскине, да? Кој ги раскине? Демократски сојуз и СДСМ. Таа е твоја заслуга, добро. Не, се шегувам нормално. Не сум раскинувал никого, но како да кажам, тоа ми е некако специјализам. Да те прашам нешто. Ајде, нешто ќе те питам. Како изгледа тоа? Сега они направиле тимови ВМРО и Влен и сега денеска, утре, задутре ќе седнат тимови. Добро. И шо прават моје тие тимови? Ние вамо ќе имаме директор, вие тамо ќе имаме директор, вие тамо ќе имате министер, тамо ќе имаме 300 вработувања. Не. Или идат работите сега филозофски, ние вамо ќе иде Македонија, натака ќе иде Македонија. Како иде тоа? Суштински или оперативно прагматично? Прво оди на начинот на кој што ти зборуваш, каде ќе ја водат Македонија. Што е во ред, така? Потоа оди тоа што е договореното се прелее во места. И кај местата се гледа да се направи некој баланс помеѓу различните интереси и помеѓу различната моќ. Сега, при поделбата се гледа, еве да речеме, на една страна ги ставаме, ајде вака, значи премиерот се урамнотежува со вице-премиери од другата политичка сила, каде што еден најчесто е клучен. Во случајот на партнерите од етничката албанска заедница, тоа е овој сега што ќе биде за политички систем, тоа не политичкото министерство, што порано се викаше за рамковен договор. Значи тој треба да е првата виолина на коалицијата вреди во власта. Ако има трет партнер, или знам, ако биде да речеме третиот партнер, тогаш некој од нивните министри истовремено ќе биде и вице-премиер и човек кој што зборува во име на нив како политичка сила на тие координации внатре владени. Сега понатаму да видиме како иде. Најчесто внатрешни работи се урамнотежува со правда. Значи, ако едниот партнер го земе внатрешни работи, најчесто помоќниот, тој што е послабиот го зема правда. Потоа, трите министерства кои што имаат допирна точка со
трети министри кои што имаат допирна точка со дипломатијата и надворешните работи. Тоа се надворешни работи, одбрана и европски прашања. И тука се прави некое урамнотежување, повторно по тој принцип, дали 2:1, дали 1:1 и така натаму. Потоа одат финансии и економија. Најчесто тој што е партнер сениор го зема финансии, тој што е јуниор партнер го зема економија. Горе-долу, а така иде. И потоа се зборува врз основа на другите преференции, програмски и така натаму, врз основа на тоа кое бирачко тело го застапувате и поделбата на другите министерства. Традиционално досега ВМРО ДПМН е тешко да го давало Министерството за култура, еве например, можеме да кажеме. Затоа што во тој дел имаат и експертиза, имаат и проекти и така натаму. Мислам дека и транспорт и врски како министерство овој пат им е многу клучно и значајно заради проектите кои што ги најавија. А ќе видиме околу Види се, јас сум партнерите. малце математички Ајде. ориентиран ум. Бидеме вака прецизни. За да формирате влада ви е потребен 61 пратен. Така. Добро. Не одиме со сумата на пратеници што на крај ќе дојдат во владиното множество, но 61 е потребниот број. Доколку 61 е потребниот број, тоа значи дека секој коалиционен партнер, односно треба да го поделиме на 100 на 20 членови на владата колку што членуваат. Имате 16 министри, тројца вице-премиери и премиер. Ако го поделиме тоа на 20, Не мора излегува... со 16, може да се и повеќе. Добро, Зависи. одиме сега по оваа поделба. Одиме со 3,05. Односно, еден, како се вика, еден член на владата вреди 3 пратеници. Сега, бројката на пратеници А не иде тоа така. може да биде 74. Сега ја ти правам моја математика. Добро, да. Ја да преговарам, ја би настапил вака. Па затоа не преговараш. Па добро, сега ја ти кажувам, може ова треба и у закон да се стави, затоа што ние постојано имаме коалиции. И добар ден. Колку пратеници има да речеме, знам доколку сака да влезе во владата, знам има 6 пратеници. Тоа значи дека знам може да има максимум 20 министри. Колку пратеници има вреди 13. До сега може ќе има и 14, но ја да идеме со 13. 13 поделено со 3 е 4. Значи, знам треба да има 4 министри, Вреди мислиш. вреди треба да има 4 министри, знам треба да има 20, тоа се 6, и останатите, кои се, тука се премиерот и, нели, другите министри, тоа е бројот 20 минус 6, тоа е 14 министри, треба да има ВМРО ДПМН. Доколку прават, нели, ваква коалиција. Да, ма не прават така, не така никој што се прави. Исто, доколку само знам е Да. партнерот, според мојата математика, знам треба да има Да. исто и понатаму четворица. Но, Односно Да. само вреди ако е партнерот, треба да има четворица министри, знам само 20. но Затоа што на крајот од денот владата треба да ја одразува волјата на народот. добро. Сега, не може владата да одразува као предходно, СДСМ имал 46 пратеници, до имале 13 пола-пола по министри. Тоа не. Треба да се направи еден математички модел врз база на кој ќе се пресмета кој колку министри треба да има. За министерствата да, ќе се преговара, тука има финеси, некој ќе земе ова, некој ќе земе она, но недемократски е ти да му дадеш на некој што има 13, 12, 6 пратеници, да му дадеш 10 министри. Кој има најголема вредност во политичката математика? Тој што се стига преку него до 6, 7? Кој? Па тој. Најголема вредност која е? На 61-иот пратеник. Добро. Значи не е тоа чиста математика. Тука има големи пропорции. Значи тоа е едно, второ, ваков модел како што кажеш никаде не постои во политиката. Зашто политиката е секојаш поинаква математиката, не е прецизна математика. Јас сум демократски ориентиран. И јас сум демократски Сакам ориентиран. демократски... Ова не, да, ова е, види се, ова се весели математики. Значи
Нема такви работи, секогаш тоа го одразува ситуацијата на теренот и ситуацијата на силите. Сега, до сега традиционално во Македонија, албанскиот политички партнер имал четвртина од третина од министерството. Тоа така ќе биде сега. Така ќе биде сега. Да се разбереме. Тоа што ДУИ се расшири, тоа е заради слабоста на СДСМ по секоја цена да биде на власт. Тоа што ДУИ се расшири, треба да биде поттик за да се применува овој математички модел. Математички модели не се применуваат. Се друго Шокет е математичкиот модел ако ти не собереш 61 пратеник. Како? Шокет е математичкиот модел ако не собереш 61. Па ќе собере ако се инатиш. Собере друг, како политика е тоа. Ќе се собере ако се инатиш. Значи четвртина од третина до министрите и ти ги објаснам принципите како тоа се прави. Значи се делат министерствата во кошнички. И во секоја кошничка се гледа да се урамнотежат работите, односно секој од партнерите да има некој влог во таа работа. Не може покрај министрите што ги гледаш, значи под тоа нели има втор, трет ешелон и така натаму и тука доаѓа до израз повторно моќта. Нормално оној што е помоќен тука е поизразен. И тоа така оди. Значи управување мала држава, голема држава, тоа е тоа. Знаеш што? Што е најинтересно види, дури една партија кога имаш, така? Кога имаш една партија и во земјите кои што имаат еднопартиски влади. Пак има некое внатрепартиско, знаеш, онака коалиционирање. Пак има некои внатрепартиски интереси, пак има некој внатрепартиско урамнотежување. Така што и во тој случај ќе дојде до израз целата оваа работа. Меѓутоа, мислам дека еве, од кога ги усогласија тие три принципи на кои што се темели корупцијата, ова владата ги повторува во глава кои се принципите, па антикорупција ми текна ми излета сега како збор, нели? Сега, на пример, еве, по овој принцип, значи прво ги дефинираат кошничките, значи една кошничка е правда внатрешни работи, една кошничка е надворешна политика, една кошничка е економија, овие другите министерства се некоја четврта кошничка и врз основа на тоа потоа се дефинираат работите. Еве сега вака. Доколку теоретски ВМРО ДПМН и ВЛЕН направат влада. Таа влада теоретски би имала 71 пратеници. Добро. ВМРО има 58 пратеници. Тоа е бројката која има ВМРО. Тоа значи дека 81 заперка 69% од пратениците кои ќе ја поддржат таа влада доаѓаат од ВМРО ДПМН. Во апсолутни бројки на гласачи уште поголем. Добро. Тоа значи дека ВЛЕН, ево вие саќе во 0,69 ќе отргнеме на страна, иако е скоро процент. ВЛЕН треба да има максимум 19% од таа влада. Петина мислиш, нема да биде така, ќе има повеќе. Зато што секојаш така било. Ама не, тоа што некој создал систем во државава, прво, изборните единици не се добро структурирани, има повеќе пратеници, ДУИ и ВЛЕН имаат повеќе пратеници поради не може 8000 гласа вреди еден пратеник во тројка, 5,5 вреди во шестка. Тоа е, но овие избори таква беше од прилика по Донтов ги гледав математики. Не може како се. У Виница, у Дерово и Делчево и све, иселени биле тие во тројка. Не бе дечки, и овие си иселени, шо? Таму Цвета, у Берово нема иселени. У Виница нема иселени, у Кочани нема иселени. Па не може ние сега да градиме систем во кој не може јабе да имам 81% од една фирма, ти да имаш 19 и ја и ти дивиденда пола-пола ќе делиме. Па не е пола-пола. Како не е пола-пола? Па не е пола. Пола-пола беше со СДСМ. Значи ја ако имам 81% од фирмава, дивидендата ќе ми биде 87% од дивидендата што се дели. Не може да биде. Видиш, ама дури во фирми имаш некои златни акции, едно, друго, трето. Има начин каде што тоа е поинаку дефинирано. Во политиката не е се до чиста математика, туку напротив има и политика. Во земја сложена како македонската, тоа значи, нели, дека усогласувањето иде малку поинаку. И не само тоа, пак ќе ти кажам. Најголема вредност која е? Надпратеникот што те носи од 60 до 61 до 61, тоа прво. А второ, дури и кога СДСМ и кога ВМРО биле најмоćни, кога самите имале над 61 пратеник, дури и тогаш имало коалиции кои што нормално овозможувале некој баланс, етнички, политички. И ве го балансот, балансот па е во бројот на пратеници. Не. Знаеш како тоа?
кога некој ќе ми Не. каже дека рамниот данок не е правичен, вика, како не е правичен? Ако ти заработуваш 10.000 денари, плаќаш 1.000 денари данок, ја ако заработувам 100.000 денари, плаќам 10.000 денари данок. Нема ништо поправично од рамниот данок. добре, само. Сега, како Ајде. не? Исто и ова. Како тоа поправично е, тој што има помалку да биде повеќе застапен. Се знае што е правично. Секој треба да биде застапен онолку колку што пратеници, гласови Добро. и народен легитимитет Ке и се кладиш дека ќе демократија биде има. така како ти што зборуваш. Нема да биде така јас како Е, што па, зборувам, па што затоа е понам? дупка држава, па што нема да биде во така како Германија јас што како е, бе, те зборувам. прашам. Како е во Германија? Па не сум видел вака, извини, ама Еве, ја ќе ти кажам како е во Германија. Во Германија помалиот партнер има некојаш дупло поише од твојата математика министри. а кога помалиот партнер во Германија има министер за финансии? Има секогаш, затоа што Баш така да се урамнотежуваат, извини. Така се урамнотежуваат, пази. Во Германија еве сега има. Види, либералите сега имаат министер за финансии. Министer of Finance. Финанс министер се вика на германски, еве. Линдер од либералите. Сега ќе ти кажам бе? Линдер, да. Епа. Шо? Ама колку Ќе ти пратеници кажам- имаат либерали? Ајде види колку имаат, најмалци имаат од цела коалиција. Највеќе имаат социјалдемократите, па зелените, па либералите. Зошто они го имаат министер за финансии? Да дојдат и они до израз. Значи народот гласал и сега тоа треба да се прелее во институциите. Ја еве во Америка не сум видел да имаат. Ова нема коалиции во Америка, како е? Америка е председателски систем, кој го именува работ? Треба и ние тоа, немаш. Како да не? Мислам, освен во Америка, каде тоа функционира? Никаде. На ниједна друга точка на земјината. Има се. Та топка. Никаде. Така што... Ова вака више не иде. Еве, ајде Дуи да. го наруши комплетно моделот и сега е потребно математички да се дефинира. Затоа што Дуи ова што го направи, ова не смее да се Каде е повтори. дефинирано математички, пак те прашам. Еве ајде. кај не ке биде. Каде има како рамковен да не? договор? Кој го сменил името? Како нема Сега не рамков може ние договор? само Како уштета нема? на нас Како која нема? цело време. Која Како нема? држава Еве, го сменила Во името? Швајцарија, во Белгија, кои што се сложени Шо? етнички држави, Добро. исто така има урамнотеженост во однос на тоа кој како Ама не е доаѓа до тоа, министер, така? не изгледа тоа како нашиот рамковен договор. Па не е толку стикно, ама пак се внимава. Значи, Дали се не. внимава? Нема балансер, кај има балансер? Балансер, Балансер кај балансер како таков нема, но во Швајцарија има едно цело министерство кое што се занимава Добро, со Швајцарија- согласување на процентот на различните јазични групи. Швајцарија не е национална држава. Е шо е? Не е етничка држава. Во Швајцарија живеат добро, што тука се сложи со Ванчо Михајлов. Ти сакаш ние Швајцарија на Балканите да бидеме добро, нема Па проблем. идејата Ќе се поделиме на кантони. Ние што ќе бидеме бугари? Не, пошто во Швајцарија не постојат рече швајцарци. Каде, еве ти кажам каде. Ама швајцарци не Како постојат. не постојат национално сите се швајцарци? Не. Они се Они јазично се поделени. етнички, да, имаш французи, Јазично и германци религиозно се поделени. Да. Кај религиозната И разлика, етнички, и етнички, религиозната и разлика, етнички, и религиозната етнички, и религиозната етнички. разлика е по изразена дури од етничката. Они Во се Швајцарија. поделени. И сега, така нив има цело тело во федералната власт кој што баш тоа на тоа внимава. Нешто. Од прилика како се урамнотежени во администрацијата различните групи. Значи Не треба е да како биде кај нас, Македонија, балансер Швајцарија едно на друго. Балканите, така. Не, зборувам дека во секоја сложена држава се внимава на тоа. И во Хрватска еве, иако нели србите се таму малцинство, се внимава да има значаен процент на србите во сите органи. Еве во Хрватска. Како? Во Хрватска се внимава да има срби во администрацијата. Се Кога внимава. бе Србин бил министер за финансии во Хрватска? Кога? Во социјализмот. Кога бил во социјализмот секој Во бил све. социјализмот, Во да. социјализмот и Во Срби социјализмот со бил, Македонија владееле. Но Не владееле. кога во социјализмот, постсоцијализмот, Србин бил министер за полиција, министер за финансии, премиер. Кога бил Најчесто премиер бил, Србин на заради тоа што се Хрватска? помалку имало министр без портфолио. Меѓутоа, гледа на пример покринската влада на Војводина, колку е урамнотежена во Србија. Еве гледа. Гледа таму да речеме како се внимава на тие работи. Секаде каде што имаш сложена, гледа Црна Гора. И таму е сложена ситуацијата. И таму се внимава. Многу Значи, е не лесно така. да се внимава кога ти го делиш саќето. Кога за изнутрици збориме, многу е лесно да делиме. Одма све ќе ти да, ми бубрези и црева, све од нели волот што сум го заклал. Кога ќе остане кај мене стекот, кога ќе остане кај мене најубавиот дел од месото, бутот, како се вика. Ама сега да делиме ние
Кога треба ти најважното да го делиме, кој е единствениот пример? Швајцарија. Што е за Швајцарија најважно? Швајцарија не е етничка држава. Швајцарија е спој на етникум и што направиле држава. Доколку ова е Швајцарија, не е така, не, они се спој на кантони што направиле држава. Добро де кантони, така де така. И ние може да имаме албански кантон, српски кантон, бугарски кантон. Кај се македонски? Не било така. Значи првите кантони што се направени, кои е направена Швајцарија, биле моноетнички, биле сите германски. Потоа доаѓаат италијаните и овие, каже ги, и французите и ретроманците. Но прво било моно. Прво било све германско. Баш ка знаеш дека они имаат и граѓанска војна пред 150 години меѓу себе. Кога се дефинирале дека се федерација. Така што ама секоја сложена држава тоа се внимава. Во однос на малцинствата е еден слушател многу добар коментар вели. Се што треба е да се следат правилата на Обединети нации за малцинствата и ништо повеќе. Нема. Правила на Обединети нации нема за малцинствата. Добро, има препораки. Нема. Има како? Нема. Има на Советот на Европа. Кој е дел на Обединети? Не, кај Совет на Европа дел на Обединети нации, автономна организација целосно. Нема никаква врска со Обединети нации. И на крајот на грижата прочите што пишува во тие препораки. Тие препораки се од најминимални до најмаксимални. Што е најинтересно, ние не сме во најмаксималните. Ако е веќе зборуваме вака. Има некој поиш кој е поиш од Белците од Јужна Африка. Во Финска на пример, знаеш дека шведски е коофицијален, швеѓани има многу помалку отколку што има срби во Хрватска. Кој малцинство има поише права? Белците од Јужна Африка. Швеѓаните у Финска. Швеѓаните у Финска. Одма ти давам пример. Швеѓаните у Финска имаат повеќе права отколку албанците во Македонија. Убедливо. И некој што не знае фински е стаен да биде директор на токсикологија, економски. Во таму. Баш да проверам, чеки кој е у Финска клинички центар у Хелсинки. Па има повеќе, не еден, да. Небе, University Clinical Center, University Hospital. Баш провери дали зборува. Баш ме интересира на интернет како ќе провериш кој јазик го зборува, ајде. Ќе го најдеме. Ајде. По презимето се познава Фин. Сакаш да ми кажеш дека тој у Хелсинки, што е директор на токсикологија у клинички центар на Хелсинки, не знае фински, на шведски прави муабет со нив. Ба и кај нас. Сите директори зборуваат македонски, ајде се. Да не знае. Како ја видува таа не знае? Збори македонски. Добро. Ајде се. Ке ти изведам вест од ова. Боцевски, директорка на токсикологија, зборува македонски. Добро, извади. Сега, не зафркавај се. Ама сега тоа така никаде нема го има. Проблемот е с политички се расшири дуи пола. Сега ќе се вратат нештата во нормално. Да. Еве ние као европска држава, Бутлешки го има прекрасен предлог. Ние треба малцинствата како европска држава, на пример Естонија да не биде феномен, треба да ги третираме малцинствата како русите во Естонија што ги третираат. Добар предлог, а мене ми се допаѓа. Да. Јас сум европеец. Да, секако. Проевропски ориентиран. Секако. Секако. Како тоа? Русите како ги третираат во Естонија, ние таков пристап треба да имаме кон нашите малцинства, тоа да не биде метод. Да. И ќе дое у америчка амбасада, ќе отидеме. Речеме добар ден. Ние, вие сте големи поддржувачи на Естонија. Супер. Сакаме и наши големи поддржувачи да бидете. Дајте ни да се однесуваме кон малцинствата како што се однесуваат кон русите во Естонија, ве молам. Да. Не бараме ништо повеќе од вас. Ајде, повели, да ти дадам адресата каде на американска амбасада. Добро, повели ние ако сакаме, така треба да постапиме. Повели отиди. Како да не се вратиле во нормала пазар за битни министерства? Не е пазар, како што реков, усогласување врз основа на програмски приоритети и врз основа на тоа секој да има свој удел во управување со земјата. Тоа е тоа. И тоа ќе биде соодветно согласено. Еве, например, да. А што ако ВМРО ДПМН, не знам, најде од негде уште тројца пратеници и рече, па не ни требаат нас коалициони партнери. Ке си имаме ние 20. Нема да го направи тоа. Зашто? Заради стабилноста на државата и заради тоа што албанците во Македонија треба да бидат представени во власта. Заради стабилноста на земјата и затоа што кога ќе нема ВМРО 61, они беа представени. Сега извинете.
Од нивното представување ние страдевме како држава, они беа надпредставени беа 4 години, од нивното представување ние не страдавме како држава. Значи ќе бидат и сега представени и ќе бидат целосно представени. Значи тука нема никаква сомнеш во тоа. Јас сум за да има албански партнер во владата, значи да се разбереме. Ама рационално математиката вели дека повеќе од 4 министерства толку е, за таа бројка таа е. Да има, да зависеше да имаше ВМРО 49 пратеници, математиката ќе беше друга, пропорцијата ќе беше друга. Сега пропорцијата е друга, толку 4 до 6 министри си. Математички збор. Нема никош не било тоа математички, нема ни сега да биде, ти кажа. Добро, али па може тука и замениците кои ќе се додадат, математиката малку да изгледа и различно, не е тоа некој проблем. Па не, види, најчесто се внимава, како што ти реков, не се гледа тоа математички, се гледа поинаку. Се гледа секој да има удел, да има некоја равнотеженост и секој да знае што се случува во власта. Тоа е целата работа. А иначе секојаш помалиот партнер во секоја земја е малку надзастапен. Токму за да се возможи тоа уравнотежување. Добро. Еве нека не им вреди 3, нека им вреди 5. Еден пратеник. Не 5, не 3, 2 пратеници. Пак се инсистираш на работи кои што се, како ти кажам. 13 поделено на 2, 6. Пак 6 пратеници, 6 доаѓа. Еве 7 нека дадат. Еве плюс 0,5 ќе им даде. Добро да толку ќе бидат. 7 министри максимум. Толку ќе бидат. 7, може би 8 да бидат, не е проблем. 6 доста им се. 4 се вака, 6 доста им се. 6 им се доста. Ти си тој што ги определи се. Ти ги определи вака. Не, јас ги определувам волјата на македонскиот народ. Ја ексклузивно право на тоа. Ја застапувам и не смее македонецот кој поддржа масовно една политичка опција да биде изневерен. Па нема да биде. Нема да биде. И не е изневерен и подразно. Еве сега, дали прашање слушатели, дали на Влен треба да му се даде председател на собрание? Ја немам никаков проблем. Председател на собрание е најобичен пратеник, што поставува дневен ред. Добро, се види. За жал во Македонија, Лјупчо, се уште има оставнина од оној собраниски систем што беше на времето. И не е таа роља толку немоќна, ако можем така да кажем. Види, ама било кој да ставиш од овие ќе биде поразбран од Талат Џафери, така што не. Добро, ти го гледаш. И политички го гледам моментум. Еве, па Талат Џафери шокоа беше толку. 2-3 пати ги зафракна школски, шверцерски, вамо тамо. И тоа е на крајот, на тоа се сведува. Но сепак, ако имаш една здрава коалиција, немаш проблем што ќе биде нели од албанската опозиција. Баш като тој поиш ќе ги малтретира Дуи, така што немам ништо против да биде одволен председателот на собрание. Да бидам вакви искрен. Јас спикер зборуваме. Како се да, важна функција и интернационално и се, но ни споредливо важна со, не знам, министер за надворешни далеку помоќе, нели, од председател на собрание. Види, номинално е втор човек од државата. Сега номинално... Тоа не е мала работа. Номинално Чарлз е шеф на државата у Велика Британија, реално му даваат пари да лежи у Бакингова палата и медиуми да се бават со неговата фамилија. Тоа е. Реално и номинално, се ти кажем. Чарлз е шеф на државата. Номинално. Ама реално е... Значи, не е таа функција за подценување и види, и таа функција меѓу другото, ако ја земе партнерот, нели, тогаш веќе поинаква е математиката. Липчо. Па затоа ти тројца министри можеш да ми скинеш само на 3 до 8. Те е председател на собрание, ве втор човек во државата има. Немаш така, али ајде. Немаш така. Јас сум школа за преговарање на Љубисав Иванов Дзинго и на Стојан Андов. Ја можеме и контрастраната, можеме со 20 пратеници 15 министри да договорам. Ајде, тоа како би го правил, тоа како би го правил. Сега не откриваме во овој момент. Професионалните тајни не ги откриваме. Да, професионалните тајни. Тој е заменик на председателот, да, кој ќе му се деси нешто на председателот, е заменик. Па, да. Кај не се покаже дека председателот на собрание има многу значајна функција. Шо се покаже? Не е така. Да се прашувам јас, а не се прашувам, и ти ко мене, брат, исто настапуваме 3 министерства и 3 заменици е повеќе од доволно,
никако председател на собрание. Добро. Од југословените како Боцевски Македонија е замината во неповрат. Ау, добро е. Не е Боцевски југословен. Лилева е добро. Да. Еве, има една провокација од друг слушател. Дали Ивица сака да каже дека Македонија е воен плен? Не. Добро. Пошто сега гледаме за. Не. Да. Ивица, Дали одговори соодветно? Добро. Ајде. одговори соодветно. Сега тоа е. У 90% од емисиите Ивица добива поголема поддршка од слушателите од мене. И јас сега морам вака малце да се покажам. Само да те до прашам, 10 дали- ја да ги да. соберам симпатиите. Дали беше ово очекувано? Зашо? Па не, Еднаш- дека вака ќе еднаш- се одвива емисијата. Да, еднаш мора и јас да ги Да, соберам меѓутоа- симпатиите, сега не може цело време ти. Тоа е, извини вака. Обично јас поише мене ме критикува, знаеш, ти северна предавник, нас оваму таму. А тебе не те ни плюкаат многу кога што гледам, дури по окей те гледаат. Дури кога правиш предавство, по Кога правиш предавство, ова е пазат јако на е. зборовите. Ја предавство сум направила, добро. Се шегувам. Да си знам да. Се шегувам, Да, од ти каде како- па Боцевски југословен, дај не тресете зелени, Не, бе, ја не сум почнаа да се југословен. караат. Никој што сме чувствувал како југословен глупости, мислам. Кога Како би оделе Македонија сум се против чувствувал. НАТО Види, не, ја и ЕУ, што би изгубиле? чекај. Ве молам, одговорете ми, ја мислам ништо. Кога би оделе против НАТО, би изгубиле држава. Да, Бог. Од прилика вака, пошто Да. НАТО ни е најголема воена алијанса на планета, не можеш да одиш против НАТО. Барем, Да. уште немаме. Ако измислиме некоја супериорна воена технологија, тогаш може да одиме против НАТО. Вака, сега тешко. Најважно е личностите на кои им се дава функција да се способни да одговараат пред премиерот, а не од која партија доаѓаат. Па така ќе одговараат. Така ќе одговараат. На само. папир. Ама нек види кој е слаб премиерот, како што беше Заев и овој, нормално дека е премиер. Ивица, да удриме сега една пауза за реклами, Ајде. а по паузата Да, да правиме владата. не, владата ја завршивме, немаше Ја да направивме, добро. Ќе ја прават други. Добро. Да го одредиме кој ќе ни биде фаворит за лидер на СДС. Ау, може тоа. А? Може тоа. Значи, јас уште од сега ќе ти најавам дека јас сум на вагата и се двоумам помеѓу Ковачевски и Јован Деспотовски. Добро, ајде. Останете со нас. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, Швајцарија е по конфедерација сега. Треба Не. барем федерација. Не е конфедерација, така се вика само, иначе е федерација. И токму затоа ти реков, Добро, ние не сме федерација. 1849 година баш за тоа воделе војна и во војната победиле федералните сили, така што е цврста федерација. Добро, ние не А сме иначе до тогаш да, и федерација. била малце по-конфедерална како структура и ден денес види огромен дел од работите се на кантонално ниво се решаваат, меѓутоа со текот на времето станаа тоа што станаа. Ние не сме ни федерација, не сме. Ние сме за унитарна никаде. држава. Добро. Не сме Ние сме за унитарна никаде. држава. Ние сме Сега да видиме, во СДСМ Ајде. 6 дена по изборите. Пак ќе ги спасуваме. Добро. Па не може види, тоа ни е Не, види сега. болка на срцето, што да ти кажам. Спасувањето. Знаеш како се вели во Холивуд? Првите не се забораваат. Еден слушател Вели. ни дал, вика, прочитај му ова на Ивица, ама многу е долго, пријателе. Ова Ајде, пола ајде, емисија, прочитай го кинете. Многу е слободно. долго, не. Ајде бе сега. После не емисија бегам ќе ја од дискутираме. тоа. И до кај Значи, сме? обстанокот на СДСМ е Нам ни е прва потреба и радост. не потреба и радост. Е суштински важно за обстанокот на Македонија. Сега си сериозен. Добра, ова мора да го чујам се. Го нема СДСМ, ја нема Македонија. Чекам. Добро. Дај да биде сериозен. Не се прекажам. Значи, СДСМ ги удри темелите на... Гледам дека Горан Михајловски напишал една, вика, ако не па СДСМ, ако не па ВМРО да го вратиме колумна, и вика, го вративте. Тоа е. Тоа е. Ако не па ВМРО да го вратиме, го вративте. Ајде, тере даје. Значи, зошто е суштински важно Зошто СДСМ кажеме? ги удри темелите на оваа држава, Ау. а оваа држава има 3 темели. СДСМ? Независноста, Добро.
рамковниот договор И СДСМ. и прескрепанскиот договор и договорот за територијална поделба, Законот. законот за територијална поделба, Ова со Бугарија како договорот со Бугарија, добро. приватизацијата. Без приватизација ние ќе немавме држава. Добро, сваќам кај да си веќе се смеем. Приватизацијата, Да. после 1 евро за вицезацијата, Тоа беше Да. тоа беше проект. исто Да. најважниот проект на СДСМ во историја на државата. Ја стопираа барокизацијата, односно средновековизацијата. Не Добро. однесува во родител 1 и родител 2 зацијата. Ова се и нормално дедуизацијата. Да не беше СДСМ, дој никош немаше да падне од власт. Значи, ајде да бидеме искрени. Значи, требаше да биде тука СДСМ, да му даде се на Дуи, за македонскиот народ да се крене и да го тргне Дуи од власт. Добро. Иначе, ако Дуи беа урамнотежена партија и понатаму, сега пак е да беа дел од владеачката коалиција. Кога биле Дуи урамнотежена партија? Ето пример, кога беа со ВМРО коалиција, се знаеше колку имаат, што имаат. Кога влегува оваа Guns N' Roses комбинација, Па прво со нив влегува. да. 2002 се Да, заборава. ама сега овој пат и тогаш Бранко ги држеше. Значи, СДСМ Тогаш Бранко. зошто се и ја ги спомнав Тогаш Бранко ги држиш. и зашо ја ги спомнав овие 5 феномени. Зошто? Чај ти кажам. Имаш Јинк и Јанг. Така. Добро. Кога едното многу ќе надвладее, Аха. имаш проблем со еквилибриумот на планетата. Имаш исто ако гледаш Star Wars. Имаш Dark Force. Осте се тоа. Имаш- Чекај, осте мајтапот, осте мајтапот сега. Значи, реално да видиме. Што е проблемот? Проблемот е кога ќе се навалиш превногу на едната страна, може да се превратиш. Така е. И се зборуваме, значи, ако државата направиме некоја паралела, е како брод. Бродот да плови треба да е урамнотежен. Ако почне да се ниша лево десно бродот, што може да се случи? Да се преврати и сите да потонеме. Ептен се наваливме на десно. Не се навалив, муште. Како? Не се наваливме 58 пратеници ВМРО. Значи не сме навалив. Не да се наваливме, него не знам. Ама пред тоа па бевме ептен навалени сидрото кое Не, плови напред. Предходно личевме дека сме урамнотежени, али сидрото не влечеше напред и ќе го скршеше бродов. И го скрши. Море го подкршимо. Сега треба да се додека плови треба да го поправаме. Значи ајде да се вратиме на темава. Дека тој пол алтернативен треба малце да се подусогласи, треба. Ама како ќе изгледа таа работа? Не знам, на крајот на грижата пак она што го збориме. Не мора да е СДСМ, бе, кажи го да е... Зашо? Па не мора. СДСМ мора да постои затоа што може да ги заземе некој нормален. Сега, да, но ајде кажи се ти да дополни го. Затоа треба СДСМ да постои и да биде Да. јако. Да, Затоа што ако им го земе местото некој нормален, имаме проблем со држава. имаме. Да. Сериозен. Сега СДСМ треба да биде во долги реформи и долга опозиција. Не мора да е види во долга опозиција, во долги реформи. Не, Може брзо да дојдат до израз ако оваа влада не се снајде и ВМРО почне да прави глупости. Сега и тоа да го кажеме. Така? Да. Еве ви како не СДСМ ќе нема кој да ја распродава Македонија. Добре сега, ајде сега. Не може, кај без тоа. Се треба да има и таква сила за да видите еве што ве Треба некој да распродава држава, не само да ја гради. не само да е град. Да. Тоа е паралелен процес. Кажи му на Боцевски дека СДСМ се готови. Добро. Му кажувам. Види се. Па тоа ја го зборував сега. Во Не знам од каде моментов- се ова Значи кога Муабетов. како е таму правилото Ивица во СДСМ, колку после избори, 6 дена после избори, така да, беше. сега, ајде тоа да го зборуваме. Значи, Тие статутарно 6 дена после избори мора да држат конгрес. И на тој конгрес мора да изберат нови органи. добро, 6 дена од
кога беа изборите? 6 дена од 8 мај. 8 мај. Не, ја мислам дека ќе биде поскоро. Мислам дека нема да чека Димитар Ковачевски толку долго. Мислам дека ќе оди некаде крај на јуни. Веројатно после изборот на владата. Кој има сега таму амбиции? Другарнот наш, како се викаш? Кој бе? Кажи го те. Дачел? Сори, мојот другар од генерација. Јован Деспотовски. Да. Види, Јован Деспотовски е озбилен човек. Он водеше тирзови. Слушај, озбилен човек најчесто. Најчесто. Добро. И кога крадеше услуги беше. Немој сега така, бе, сега зборуваш за луѓе што ги познаа, види го што збори. Дај полека малку сега, не зафркавај. Ама јако е овој кога крадеше услуги имаше. Знаеш, сега немој така. Сега огради се сега. Не. Добро. Имаше пар афери таму во Тирзот, но не. Па не беше сега само пар сега, па ја викам огради се сега дополнувам, добро. Не беше но само не му се залепи ништо. Има една тафлон варијанта. Мислам дека добро. Па обвинителство ништо не му поднело на човеков сега. Да бидеме искрени. Он пред законот е чист као Зоран Заев што е чист пред законот. Мислам дека споредбава не му се допаѓа, ако ја слушам, знаеш нека. Па Заев е чист пред законот. Не е осуден Заев. Заев една чистота, еден пролетен мирис. Ма не е мирис, осуден. Ајбе, не е молим те, не за осуден. такаве сега. Не е ни обвинет, исто и он, у иста позиција си. Сега, он, Деспотовски гледаме јавни појавување прилично, човекот се бори за таа функција, очигледно. Дали има поддршка од базата на партијата ќе видиме, но знаеме дека е близок со Радмила Шекеринска, а сите што се блиски со Радмила Шекеринска, што биле блиски до сега, се во политичка пензија. Само тој не е. Само он не е. Значи, другите сите се пензионирани. Има образование, има познавања од тоа што го работи, достоинствен лик, пристоен лик. Например, кога има интервју, не му се бројат 30, 50, 20 глупости во минута, кажани како на Ковачевски и на Заев, нели предходно. Пристоен човек. Знаеш дека малце недостасува тоа на Заев. И Ковачевски проба да го стигне на крај, да се разберем. Добро, ама не. Но, кај се стигнува на Заев. Но кај Деспотовски тоа го нема. Гледаме еден пристоен лик, значи каде што при неговите јавни појавувања нема. Чекај, што тоа ручкуваше, те прашам се. Најчесто ова прв пат те слушам да го креваш толку во Кој е? Деспотовски се знаеме ја и ти долго време ова што стана. Се спремаме ја за опозиција се, што ти кажам. А тоа ли е? Добро. Значи, распали одеднаш, ке викам што му е сега. Втор кандидат е во Пендаровски, познат како председателот што не внесе во НАТО. Како човекот кој изгуби достоинствено 2,5:1. Достоинствено. Па достоинствено е тоа што имаше 100,000 гласови повеќе од неговата партија. И Фарчко имаше 30,000 гласови поише. Не го враќаме Фарчко се. Ако не па Фрчко да го врати. Немој. Гледаш, кога ќе почне некој така да зборува се искобува, немој, молим те, знаеш, што тоа ни фали. Не па Фрчко да го врати. Фрчко да го врати. Значи не. А знаеш дека фали вака тука со нека полусклепана теза да излезе, знаеш, онака да даде право дека овој народ секад бил селјачки, ама не успеален. Да, и гласите за мене. 7 години не успеал да се среди. Точно, како викаш, овој народ секогаш бил селјачки, ај се да гласа за мене. Браво. Да. Значи не. Стефан Богоев, пристоен дечек. Млад. Може Стефан Богоев. Може. Љупче Николовски не сме да припари. За да го средат СДС, прво нешто треба на Љупче Николовски да му се забрани пристап у таа партија. Да. Вика, како директор на ТИРС наброите 3 инвестиции што ги донел Деспотовски. Па сега вие 3. Таа што беше кол центарот, као се викаш.
Една. Дали Гордана има право порано да ги врати амбасадорите? Нема. Не има право, ама не би ја советвал тоа да го прави. Еве, ако треба ја да советувам. Мислам дека не е убаво тоа. Еве, имаме уште еден. Миле Зечевич, лидер на СДС. Милезец. Да. Ивица? Пав? Не. А? Не. Зашо? Не им треба таа работа. После по-дълго време? Не. 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 Значи против Миле Зечевич. А не, види се. Не е Миле за лидер, ајде се. Миле Зечевич не. Кај Миле за лидер? Ја мислам дека един спас за СДСМ е Бранко да се врати. Уште, види се. Па од трета, Исус кој воскреснуел, нели како бил оправден, втор ден, на трет воскреснал. Бранко не. се врати еднаш, се врати уште еднаш. Не. Сега треба да се Не. врати за да го воскресне СДС. Молим те, не. Значи не. Зашо? Ај нека бараат нешто по-инновативно. Бранко. Еве сега, на пример, е модерно е, гледаш, жена избрахме за председател, зашо да Сања да не биде лидер? Сања зашо не биде лидер на СДС? Не. Зошто? Зашо па Славјанка да не биде? Славјанка помалце Премлада е. корупцијски Премлада е. афери Премлада имаш. е. Премлада Сега, е. ајде да бидеме искрени. Премлада е. Славјанка Премлада Петровска, е. можеш Добро. милион забелешки да Премлада е и најдете преneискусна. за нејзиното работење, Да. но корупцијска афера немаше жена. Премлада и пренеискусна. Толку. Јас сум поише за Славјанка. Премлада и пренеискусна. И Сања не е нешто многу искусно. Добро да ви ја ти викам. Значи премлада и пренеискусна. Мила по мене. Царовска. Никако. Прво не е СДСМ, него е невладин сектор, нека се тера таму невладиниот сектор. И баш Второ- Мила Царовска и тие политики го укопаа СДСМ. Ке плачеме по трудо, по-радикално од него ќе биде. Не, Да. се, знаеш, кај најде се Мила. Океј, мислам, се чест, ама ај малку со усул. Знаеш кој? Кој? Грковска. Она би било озбилна варијанта. А она е озбил, она дури и честиташе на председателката. И ја мислам Славица дека може. Грковска. Славица Грковска ќе го Славица исправи може. СДСМ на прав пат. Штета што нема да ја изберат. Откајце. Значи, стварно, она е најокей од цела екипа таму. Да. Да бидам вака искрен. Тебе така За се Славица Грковска би се размислил да гласам. За Да. други не. А за Милен или тој ти е... За кој за Миле Зечевич? Па не знам дали рече сега пред малце тука нешто. Не. Го изфрли. Тоа се решенијата што ги посакувам ја. А заради гледаност на емисијава или тоа? Да. И слушаност. Да. Значи, Јован Деспотовски или Славица Грковска, мој избор се. Добро. За лидер на СДС. Ти фаворит Ивица да даеш од сега? Славица Грковска да. Сања Лукаревска да. И само жени најде. Богац. Богоев. Да. Како се вика? Стефан Богоев. Стефан Богоев. Да. Он од Царина беше директор, таму нема еден поштен И директор во сам историја. заради еве, да не мислим наљута другарите од генерација, еве и ово. Сега ти 4 фаворити имаш. Па добро се, знаеш. Али Нека се морам да смеам Двајца ни духови. се поклопуваат. Ке почнат тука да идат пораки зашто не го спомна, како не го спомна, едно друго. Ќе ги трето, поканиме еве. сите кандидати што ќе Апсолутно. бидат. И ќе им дадеме прекрасен простор и Да. и му возможиме да ги со нашата публика да ги исполемизираат сите Ајде со Јово сите да почнеме. работи. Ќе го поканиме Јово, да. Значи Јово Грковска, ама Чекај Грковска не е Грковска прво да кандидат. каже дека е кандидат. Ние ја молиме Грковска да се биде кандидира. кандидат, да. Она е едина што може да ја упристои таа партија. Да. Мое лично мислење. Радио Лидер официјална молба имаме до Грковска. Чекај, до и- полиција. Да, и ова е ми се чини Да. Чекај да сигнал видим. дека Отворите. добро. Да, почитувани, во моментов имаме ситуација, некој ни звони на врата во нашето студио кој што се наоѓа во населбата Аеродром. Добро. Грешка звонче. Многу убаво не подсети дека убаво Да. се забавувавме дека емисија полека треба да ја затвараме. Значи, Да, мислам дека треба да затвараме. Да, да. А за оно- Не е полиција. Нема да Не, има не. хапшење. Што би рекол Боки 13. Мгм. Дечки, останете со нас, сутре ќе ви најдеме како Монти
Python сте, најдете жртва и терајте сервика. А не сме такви. Фрчковски веднаш да си избрка од Нью Йорк. Шо ќе прави тука? Бе? Се разведе, сам ќе доаѓа од државата. Ај таму нек си поседи. Нема, чекај, малце, Значи, пази, ај малце да бидеме држава за момент. Се е окей. И ја разбирам. Разбирам и дека не заслужи нашиот некогашен професор и тебе не ти беше професор, мене ми беше како не ми беше. Да. Разбирам, меѓутоа, ајде да заличиме Пуши малце на цигари држава, на не предавање. мора вакви работи сега, враќаме амбасадори едно друго, на шо личи тоа? И онака мандатот ќе им истече, додека да им истече мандатот, новите ќе се подготват, ќе отидат. Тоа е тоа. Ние сме биле тие 20-та на балконот од Muppet Show. Не Ова е- сме тие, да. добри се- Малце сме помлади. Малку сме помлади. И не Види, гледаме се. Фрчко нема враќање. Фрчко никако враќање, еве и Ти не даваш. Да, а? Ти не даваш. Мислам, која селјачана човече? Зашо да го враќаме фрцковски човече? Да што година дена му остана додека се спреми, тој што треба да иде после него што ќе биде понормален. Не, треба да си остане таму фрчковски. Значи, треба да си остане. Ти бих оставил вака и И трајно, Трајно. ако може да се запосли после нешто таму. не, види, Америка е тоа. Абе, ќе дое после глупи колумни тука. ќе Америка е тоа, таму треба нешто да работиш. Пошто после ќе дое тука. Немаш, види, ако нешто нема да се случи, тоа е Фрчко да остане во Америка. Таму треба да се работи, иначе ќе умре од глад. Нема шанси. Сега ќе ти кажам. Значи такво нешто е можно само во можеш Македонија. и да Излегуваш и замислиш, тркljаш нешто без можеш и да врска. замислиш колку е паднат стандардот на СДС. Колку? Порано им беше главен колумнист кој го споделуваа по Фейсбук Фрчко. А сега на Сега име Ненад Јовановиќ и Ана Чупевски. Да. Вчера што беше тоа што како чекај, да, чекај, нешто се споделуваше, чекај ти кажам што се споделуваше. Кај беше? Само да видам. Дозволи да прочитам. Ајде. Да. Вели вака. Авангардното јадро во државата нема свој представник во собранието. Без интелектуална јавност не може да градиме демократска свест. Мислам дека таа се чувства кој авангарда и кој интелектуалец и кој демократ. Ова е, знаеш, се што сум видел во Македонија годиниве и продолжува да ми изненадува. Ајнштейн како беше? Кој е авангарда? Чупевска бе. Во днес ти кажеме, она имала колумна напишано, авангардното јадро во државата нема свој представник во собранието. Што не сакала пратеник да биде? Појма немам. Пошто не Колозова ни фалат у собрание и да... Ај... Тоа е, професор, ке победивме ние примитивците на овие избори. Сега да видиме што ќе биде. Се плашевте од примитивизмот и примитивизмот победи. Победи дрскиот национализам. И сега ништо нема да ви се деси. И пак ќе јадете гураби, ќе пишувате колумни, пак ќе бидете слободни, затоа што не победи примитивизмот, туку победи демократијата. Така. Многу едноставно. И сега вие може да го плюкате народот, може да го плюкате тој што победил, може све да плюкате. Но на крајот од денот треба да се свртите во себе и да се запрашате, добро, зашто вака изгубивме? Изгубивте затоа што крадевте. Изгубивте затоа што немавте стратегија во кој правец треба да се движи држава и изгубивте затоа што само зборувавте само за еу, додека не крадевте и додека не осиромашувавте. Затоа изгубивте. Го знаеш ли од легендарниот пратеник Велимир Велја Илич од Србија, кога ми објаснуваше, вика, ја разбирам, вика, вие малку да крадуцкавте. Вие, брате, крадевте. Крадевте. Така што. Крадевте. Еве, пребројте на вашата сметка. Ама не е само крадењето, бе, Јован, ова со пасошите, она со катастар, она со изводи. Вчера, например, бевме некој извод да вадиме во Ѓорче, со тетин. Тупка има у ходникот кај што се гледаат гредите на таванот. Вангел Илиевски вика, само Ванковска и Харис Джиновиќ плачат после пораз. Абе се види се, ај, значи твојот однос со Ванковска го оставам. Ама Тоа е еден специфичен однос кој што стварно е не се мешам љубов, знаеш. не. Ванковска
Ванковска е единствениот председателски кандидат на овие избори кој извади помалце гласа од неговата партија, што извади. Стефчо. А не Стефчо поиш имаш. Поиш имаш. Единствениот. Стефчо подписи од имаш. Дупло поиш имаш. Стефчо. Да. Стефчо 2:1 си ја победи партијата. Сите. Чекај Таравари да видам и он мислам дека отиде изнад. Испод беше и он. 80 беше он, партијата беше 101. Добро. Полека сега те заправиме. Осте сега. Треба да не збираме Ванковска. Не. Чекај се, стои. Да, Таравари 107 отиде овие, он отиде 80. Али у македонскиот блок само Ванковска отиде надоле. И тоа 17.000 гласа испод левица беше. 17.000 гласа испод левица. Ја да сум Апасиев и забранам да се приближува до партијата. Им зема 17.000 гласа. 17.000 гласа им зема. Знаеш ли што е тоа? Знаеш ли што е? Не си праведен. А? Ич не си праведен. Значи, професорката Ванковска стварно дај да нек се смени. Да, Ивица, видели за крај да завршиме Скопскиот универзитет на оваа кинескава CW на друга, не е битно. На како беше CW на друга е, на друга. Листата 1998 при крај таму пред искачање од листата па што има 2000. А најдобар во држава. А најдобар во држава. Добро, ја и ти таму сме завршиле. Што да кажеш? Срамота. Што да кажеш? Ништо. Може Ана Чупеска е професорка таму, може сега ќе окрене он. Да. Во небеса. Во небеса. Во небеса. Останете на 98 запирка 1 се гледаме утре, почитувани слушатели, со нови детали и нови ексклузивни информации. За денес е толку, денес наслов на оваа емисија беше ситење на СДСМ и наоѓање на фаворити внатре, плюс математика, во која не се согласивме. Ама зашто се согласиле? Знаеш што, као правник и економист за ништо не може да се смедат, така и ова ти политички ги мериш работиве, јас со бројки настапувам. Мислам дека сум го кажал тука оној вицот, нели, за математиките. Да. Го кажав и во живо, така. Па имало оглас. И на огласот се јавуваат правник, физичар и сметководител. И вие меѓу себе се гледаат, вика што да ги прашаме, вика некој трик прашање, вика да ги прашаме колку е 2 плюс 2. Добро. Влегува правникот, колку е 2 плюс 2, вика 4. Фала, излезе си. Влегува физичаров, колку е 2 плюс 2, вика баш вчера мислев на тоа и зема цела табла, изводи, интеграли, едно, друго, 4. Добро, вика, фала. Влегува сметководител, го прашуваат колку е 2 плюс 2. Гледа лево, гледа десно, да нема некои камери, прислушувачи, излегува надворе, затвара вратата и тивка ми се обраќа на нив. А колку треба да биде? Така што е, тоа ти е математиката. Мене ми остана уште еден испит и магистерската теза за да магистрирам сметководство и финанси. Значи научи колку сега вие запрашајте зошто го озбрав 61 како бројот од кој се бараат бројот на пратеници. А колку треба да биде?